Денеска сме со една тема која со години ја носам како тага, повеќе отколку нешто да можам да постигнам во тој дел. Се работи за аквадуктот, кој веќе го најавив како тема и морам да напоменам дека аквадуктот е еден од 3 на Балканот и е најголемиот и најубавиот, меѓутоа за жал оставен на времето со многу тешки и мали интервенции кои никогаш не биле завршени како треба. Мојот вечерашен гостин е Коле Чапкановски, кој се извинува малце, презимето е потешко, кој е бивши директор сега во пензија на конзервативскиот центар, кој доскоро правеше интервенции на самиот аквадукт. Ве молам, кажете ни што е аквадуктот најпрвен и што е до сега направено и зошто е во ваква состојба каква е со децени. Фино кажавте, да вечер, на почитуваните гледачи. Тоа што тоа децении, има повеќе деценија, повеќе и од 2, може да се каже. Меѓутоа, за жал, имало обиди, имало активности, тоа се гледа во сите оние документации што ги имаме, активности наназад години. Меѓутоа, ете, малку поголема заложба фалела, поголема посветеност, за да може да се дојде она што дојдовме сега ние овие години. Значи, тие се веќе отпочнати се неколку фази. Едната фаза знам дека е готова. За понатаму не сум баш многу во тек, ама и втората фаза се надевам дека е почната, а има и трета. Финансии има од Министерството за култура се доделени за двете фази. И ова сега што е 5 милиона, што е добиена јавна набавка, до каде не знам, само на изведбата, а има и за следната фаза и тука има нови 5 милиона денари дадени од Министерството. Има финансии. Што значи тие фази? Дали тоа ќе биде санирано или е тоа дел од нешто што ќе биде санирано? Значи, тоа одиме дел по дел, така. Значи, имаме фаза кај што имаше сите оние столбови, кај што беа инклинирани. Значи, тие се зајакна, се стабилизира. Значи, претходно имаше, нели знаете, еве ги сликите, ги се гледаат, оно што беше последователно од они ископот каналот на сечување на Серава, што има голем зијан, да кажам. Што е болна точка. Да, болна точка и тука имаме ние канал дренажа. Тоа се гледа, значи може да се види на веб страната на установата, дека средото е постигнато и тука веќе мислам дека проблема нема. Јас велам сега доаѓа оној полесниот дел. Полесниот дел. Тоа е на санација и конзервација на самите зидови. Значи, долната фаза, како долниот дел, тука е полесниот, значи тука фалат камења, така, блокови камени, меѓутоа сепак да се зајакнат во тие шуплините, каде што ние ги поставивме со затеги, значи сепак со вулкански материјал, тоа да знаете, испитување вадинки имавме, јачината, густината, колку се нанесе, со челични шипки одоколу, да се пополнат тие шуплините, да бидат стабилни. Понатаму, се со тоа што гледате дека е бутното што фали како еден вид камен, или како да кажам, тула, керамид и се останато, тоа ќе се пополни. Значи, долната фаза не е толку страшна, веднаш ќе ви кажам. Во самите сводови, арките, тука е веќе пукнатините се гледаат. Тука е малку поспецифично. Затоа јас еднаш кога кажав дека на телевизија, да не име, мислам на канал 5, дека ќе има наоколу 10 години, вика толку си песимист. Не. Јас сум можеби оптимист за тоа што гледајќи, за тоа што ние кај нас немаме специализирана како сега компанија. Они имаме со лиценци за крадба. Имаме ги исполнува сите стандарди оние законски. Меѓутоа во пракса не. Квалитетот и пракса не. И она што сакам да го наведам, што е многу битно, во заштитата воведовме со помош, секој ќе ви кажам, благодарност имаме тука со, мислам, одлична соработка со Градачен факултет. Значи, цел тим ни беше вклучен. А не ги спомнам понатаму, ќе спомнам имињата. Меѓутоа, имаме нова технологија, со бушени микроколови. Тоа до сега го нема во ниеден објект од вакво значење и општок што е под заштита. Тоа е сефте ставено во аквадуктот. Браво.
Пак ја кажам, од мојата туристичка гледна точка нема проспект, нема веб страна која нема наведена дека и го препорачува аквадуктот да се види. Тој нема услови за нормално функционирање во смисла на тоа да туристот дојде да дочека чиста околина, да има туристички водич кој ќе му раскаже за тоа, да има можност да има некаде да се напие кафе, сок или нешто што е, да има луѓе кои ќе дадат проспекти или мали книгички во кои е објаснето што е тој аквадукт. Пак ја напоменам, еден од трите на Балканот и најубавиот и најубавата приказна може да се каже, и јас низ целото свое работење, секогаш кога сум требала да одам во аквадуктот, сум била страшно нервозна, бидејќи знам како ќе го дочекам. Јас сум одел многу пати. Сега ќе ви кажам што е суштината. И сум проблема. Пак е децениски. Во ова што е тука, што има, знаат, 10 на години стои, 15 на години дека има смрт. Да. Значи тогаш кога се подели, значи кога беше во склоп на самата касарна, пак осим тоа нели од војската што имаше некои пишанки, како да кажам, ламнатини со имиња и што ја знам се останато, а понатаму се остави сам на себе. Сега. Должни беа општините. Тогаш кога беше општина Бутел, после општина Карпош, така. Кога беше уште под Карпош. Не, Карпош. Мислам, знам дека амблемот, знакот општина Бутел го имаше аквадуктот, така. Се уште стои. Се уште општина Карпош, поделбата. Меѓутоа, кога имаше некоја активност или чистење, да се покаже еден вид популизам, да не, мислам, објективно да си кажеме. Меѓутоа, од веќе 2,5 години сум бил кажав дека со одлука на влада е доделена град Скопје. Да ги донесе сите оние потребни документи, план за управување, заштита, служба, патокази, пат, чистење, хигиена, уредување, се останато, тоа е на нив. Знам дека се во нека постапка, постапката се влече, како што не би налагал, меѓутоа се надевам дека кај да е, тој план ќе се донесе. И тоа 2,5 години помина, ние како установа им вклучивме почитуваната Милка Иловска, што е, она е еден вид најзаслужна, секоја почит кон незе, за овој дел, заедно со и претходно и со Китановска и со целиот факултет Градушен, вклученоста на самите надзори археолозите од нашата установа, Верче и Славчо, што беа Атанасовски, што се беа нели како надзори. Значи ги имаме тука и вклучените луѓе што били наназад, така да ќе кажам дека тука се вклучени многу луѓе, тука се вклучени и голем дел од луѓето од ИЗИС. Да. Значи во овој дел. Значи Вероника, сам телевизија, како си каже, Шареска. Господја Јасмина Хаџиева, она нема спиено со почитуваната Милка Иловска со ноки. 5 сат ноќе са вајле, ќе се јават, па секој ден. Па ние носоп контакт имаме со факултет Градушен, со Коце Тодоров, со Папич, значи геодетски истражувања, испитувања, влијание на амбиентална вибрација, на системот на затоплувањето, на климатските услови, геодетски истражувања имавме за сеизмика, буквално се е тоа поминато. И тоа велам јас, она што ми беше сега што го споменавте вие, да, и мене ми тежи, и јас кога бев наназад пред некој месец, ми дојдеа познати луѓе да одиме, што видов, тоа што гледаме сите ние. Додека не се донесе планот управување, а тоа го има веќе 2,5 години надлежност, доделен е аквадуктот на град Скопје. Значи тие се надежните да го донесат. Не велам дека и наназад, се да не обвинуваме некого сега, дека и наназад некој не можел да постапи. Тоа сме ние. За мене искрено несватлив е однос кон некој објект кој е од многу голема важност, кој е единствен како таков во државата, да се со децении, пак ја напоменам, не направи ништо конкретно. Разбирам дека е тоа сега што се прави големо и озбилна санација и дека треба да е крајно време да се стави во една состојба во која
Neke treba da se intervenira na posle 10 ili 15 години, него ќе се направи нешто што ќе биде здрав објект за сите тие кои сакаат да го видат и кои сакаат да уживаат во неговата убавина. Навистина е убав, навистина заслужува да има многу посетители, меѓутоа, пак ќе кажам, неразбирлив ми е односот. Предпоставувам дека вие имате увид и имате можност и други такви важни објекти кои не се доволно заштитени и кои не се доволно добри со својата состојба за да донесеме туристи. Јас пак го водам муабетот од туристичката страна, бидејќи го имам тоа искуство на странци кои едноставно не можат да разберат ситуацијата во која ние ги доведуваме објектите и да им дадеме можност да го посетат тоа и да едноставно се срамиме од тоа што го гледаат, а го имаме. Не знам дали имате влезено во нашата веб страна, нашата, бившата, да кажеме, во установата на К-центар, значи на веб страната, каде што се, не знаете колку имаме се ученици за овие изневалами наназад. Меѓутоа, имаме објекти, еве го, ова е капитален објект, така? Да, дефинитивно. Капитален објект и Личеновски. Да. Значи, замислете во овој дел во мандатот што ги имав јас, значи претходниците, значи се соочувате со проект, кажам куќата на Личеновски, каде што е проектот не е баш. Сам тоа го кажам, сум го кажал и назад, не може канализација одводна од куќата на Личеновски да оди на Кале. Не може да оди инсталација, доводна инсталација, цевки, позади да оди до низот на мозаикот. Не налагам веќе утредел, значи, како и да е. Значи, почнавме како установа, во мојот мандат, сега ќе спаде некој се фалам, не. Имало и наназад многу. Да, меѓутоа, велам за овие два капитални објекти. А се капитални, Личеновски, така се водат и аквадуктот. Значи, имаме фази поминато. Имаме цела фаза водовод и инсталација. Имаме фаза електрика помината. Имаме сега најнова, имаме, што додека бев јас, испитување од градежен факултет. Ги викнав доле, тоа што самите степеници, некој не видел дека тие се двојат. Паѓа, испитување сондажно доле. Доле имаше нека влага, вода, подигнате бетонот и за тоа значи има цел проект. Докаде и како што е не знам. Значи има финансии обезбедено, значи тука во дело кај што беше имавме слух од Министерството финансии обезбедуваше. Можам да ви кажам и многу нешто, ви кажав дека понекогаш не кочи кога се однесува на објекти што се под заштита. Онија цркви. За Пантелеймон, многу имаме ние направено, учиното, елабаратот е готов. Значи, сето тоа, ако погледнете на страната, сите имаме готови елабарати. Имаме проекти, имаме многу нешто, имаме тама санација. Во Никита, значи, нема место, може би само 5, не сум бил за мојот мандат. Дали било во Зеленикова, Градовци, фантастично. Дали сум бил во Кожле, фантастично, паѓа. Дали сум бил, на кај Кучково, да кажам, било каде. Не знам, еве го живописот кај нас Сити Спас, ја ставивме нели во опасност, мислам со големо значење, ги подигнавме, се што беше санација, значи да нема влага, сето тоа е учинато, направено. Сега фреско живописот, значи и тоа има проект. Следната што имаме, што ми е многу мило, многу пати бев тамо гостин во Матка Света Богородица Пречиста. Со нејата перпетуа, значи си имаме муабет. Свети Андреја е болна точка. Молам? Свети Андреја, црквата е исто болна. Исто да, бевме тамо неколку пати, значи тамо одиме, тамо имавме, повеќе имавме некоја судски Матка, така? Да. Андреја Матка. Имавме некои судски тамо некои дилеми не дилеми ние, за постапувањето меѓу МПЦ, ние и пленарските друштва, дома и се останат. Мене највеќе ме боли Свети Никола Шишевски. Дефинитивно. Пред ковидот одев, заедно со фамилијата отидовме, да видиме пешки. Знаете, од доле, знаете колку потоа патеката. Сум одраснала. Се најдов тамо, да кажеме, со тој Зоки домарот, ми кажуваше на годините како имала санација, како се носеле самите луѓе биле сложни. Како носеле, дали со магавиња, дали со кози, значи, дали на нив носеле талпи.
Сега, за жал, не можеме како, затоа што нели сега, значи нема ни луѓе, нема ни слух. А велам, паѓа кровот, викам, како ќе објавиме ние финансии, да, ќе се обезбедат. Како ќе се објави јавна набавка, како ќе се носи таа граѓа? Како? Со хеликоптер. Тука е проблемот. Па не е само во тоа проблемот. Мислам дека е недоволна свеста за она што го имаме. Тука е тврдината Маркови кули која ја викаат, кај што е Света Недела исто. Во секоја нормална држава тоа би било санирано и да биде можност за посетители. Тука ние во Прилеп Маркови кули кои исто така стојат не санирани. Не налагам јас во тедел. Значи јас поново ќе кажам, значи не сакам да видам лошо сватење и лошо да ми е конотацијата. На толку милиони евро отидени. Ве молам, значи се можеше санација. Значи имаме многу за санација. Ги има многу. Кажам, Зеленикова, Градовци, одлично. Кожле. Скопските, ги имаме еден куп. Да не ви кажам, меѓутоа имаме тука самостојно активност од луѓето, граѓаните. Хајде во Мирковци. Да не ви кажам се што имам тука кај што сум бил, сами земале со цемент, испрскале. Не ми е угодно и сега ќе ви кажам за тоа што како институција, што бев пред 7-8 месеци, имаш кадар, има, меѓутоа нас ни фали повеќе, затоа што имаше на годините, наназад, децени, не ја дигнаа статусот да биде повисок и да се, буквално да се најди соодветно место, затоа што под овој завод, под овој центар се 17 општини, плюс градот Скопје. И сега, ајде, не е само тоа. Значи, ајде сега вие постапете и колку финансии ќе ви дојдат, да кажеме, за нас. Да, финансиите не се доволно, ќе ви кажам, да, секојаш 10 милиона има денари толку, или нешто повеќе. Од тие 5 милиона се за аквадуктот, милиони и нешто за, или 2, зависи која како за, и понекогаш повеќе за Личеновски, милиони нешто, зависи колку за Наумнумовски врче, тоа нели во она што имавме санација. Да. Затоа што тука сакавме нешто, аде сепак нели оној градскиот дел, малку за Скопје 2028 нели, да се подигне и тој дел. Значи тоа се. И плюс тоа велам, сместувачкиот капацитет на установата е мал. Сместени во Свети Спас, во комплексот. Тука сме сместени, мислам, сместени установата. Та пак, значи, се уште, меѓутоа, не можеше, еве ги да сакавме за запослување кога требаше, имаше ковид, па не можеше да се става повеќе, и сега и да сакаш, значи, да, јас велам, фали уште еден до двајца за фреско живопис. Имавме квалитетно работување, тоа е почитуваната Ангелина Муковска, нема докторати, магистаре, еве сега и во Италија, да не ви кажам повод за фреско живопис. Археолозите си имаат башки, имаме квалитетни и текако, они си го бават во својот дел. Меѓутоа, во тој дел се оди на заштитниот. За иконите имаме доле за иконите, да, си имаше роцен и тука фали уште еден двајца, едниот ќе оди во пенсија. Архитекти фалат најмалку двајца. Почитуваната Милка Иловска ќе оди за година на пензија. Колки сега што ја веде, како да му фали помош. И меѓутоа и оние дел што ностоп што гледам за Скопската чаршија, тоа не е и посебно што не е како дел. Имаше отсек некогаш Скопска чаршија, беше укинат, зашто не? Дадов предлог до управниот да се воведе поново. Значи човек, архитекта, тоа ми е Константин Димитровски, советник, сега што ја веде, и Нита Муча, класа од девојче, мислам исторична уметност. Оние водат Скопската чаршија. Гледам некои, понекогаш тек сега кои гледам некои писања на тие на некој статус и Фейсбук, као заводот дозволил да се градат некои објекти на чарши. Ја велам, нека ми кажи еден, слободно е архивата, нека видат дека е постапено по се. Све што е на дело. Од дали сега шар што било. Дали било кој објект, како установа, меѓутоа согласно надлежностите. Со увид, тим се составува, увид, фотодокументација, извештај и со насока се доставува до УЗКН, до инспекцијски служби. Со напомена да проведат действија за да застанат тие дејанија.
Тоа се Тука не тие е во слаба недел. точка и ние тоа. Сега, понатаму, јас не можеме да кажеме како ќе постапува УЗК на нивните служби и они се покажа тамо слаби. Како е политиката, они можат, они се големо здание. Кај нас не може, знаете, се дели во Сиспас, тоа е тоа. Да. Не можеш кај да ги сместиш. Уште 4 работувања имаш. Јас велам, каде имаш уште за некој човек за маркетинг? Што е фали, така? Фала двајца, уште еден фали за икони. Уште еден фали за фреско. Фала двајца архитекти, фали статичар. Имавме огласи. На годините не се јавуваше никој на јавните огласи, а тоа што беа платите мали. Сега се зголемија многу повеќе. Значи, мислам дека се доволни, никој не е доволно, меѓутоа сепак се доволно пристојни, да. Така да, тука може би уште 5 работувања ќе фалат, согласно колку може да ги пополни капацитетот. Пензионирање очи, двајца натака, навака може, 5 души може, комотно. Али фали да има ова останова нов објект. Не сваќате, затоа што има големи надлежности. 17 општини, Скопска чаршија, Башка градот, Скопје. Моментално зафатена установата со гупот, пошто од нас зависи така, многу гупови зависат од нас и дупови. Да. Па секоја општина ви достава барања, па некоја не доставила. Па зашто не доставила? Па имате ЗКУ, значи имате дел, што мене ме фаќа мака, кога беше готов еден елабарат. Значи ЗКУ, значи основите, кога се подели чаршијата на два дела, општина Центар и општина Чаир, не најдоа согласност како да донесат, да го усвојат ЗКУ. И затоа, да не налагам сега зашто и како е, не е познато, затоа се дојде и децени натака, до ова што е. Ние постапуваме секаде кај што има, меѓутоа не можеме ние само може да ги известиме понатамо службите. Неколку пати доаѓале медиуми пишувале. А има место, има простор, меѓутоа пак ќе кажам, квалитетен кадар има во установата и те како. Значи има установа 104 архитекти, што нема никој советници. Ни една установа Македонија, нашто установа. Ни НКЦ нема. Меѓутоа, тоа е тоа за жал. Мислам пак дека функционирањето на државата во однос на клучни елементи кои донесуваат до тоа, јас пак ќе се вратам на мојата струка туризам кој е бизнис, кој може да функционира и длабоко сум убедена дека Македонија може да живее од туризам, меѓутоа треба да се стават сите работи на свое место, а спроведувањето ние убаво го правиме сето тоа, но кога ќе дојде до делот на реализација на тоа што сме го замислиле, што сме го почнале, секогаш сме некогаш слаби тука и тука престануваат. Се согласам. Значи самите луѓето што и самите институции, не сакам да напаѓам никого во нивна институција, меѓутоа ако да кажеме за акведуктот е град Скопје, ако да кажеме за Кале, сега по постапка и тој да се даде на Црвената Кале на град Скопје. Со прелување. Има ли град Скопје? Има служби, има. Доволен кадар кој има, сериозно може тоа да го спроведе. Па зошто доцни да речеме со аквадукт? Не налагам. Во темата не би сакал, знам само дека кога ќе се видевме неколку пати, во теке постапка, во теке ова, во теке она. Така да не би сакал понатаму, се движат некои нешта. Еве сега ќе ви кажам јас, тука почитуваната за мене, најпочитувана за презентација на ова наследство е Василка Димитровска. Значи, Васе ни е феноменален човек, амбасадор, сам јасно вие што ги имате, значи, како претходница на се останато што би се кажало, значи, со незината хаемус секој час. Така да, имаме феноменален, пак ќе кажам, душевно човек да се одмори, матка, Богородица. Феноменално место. Неколку пати одам. Одиме Кучевиште натаму, значи. Скопска Црна Гора, меѓутоа водичите, сега ќе ви кажам, Марков манастир, колку пати со Илијана, икомената, значи, му обетавме за тоа. Немаат никој есап водичите, така, затоа што, или Пантелеймон Елеси. Значи, нема есап, ќе го изгубат денот, додека одат таму, а не можат да го видат се останало што сакат. Тоа зависи како е групите. Едно е Охрид додат многу. Скопје, како да фати? Доди Марков манастир, гуте па 5 сати. Натака навака, нели? Како да ја фати шемата со Пантелеймон Елеси? Веќе таму нема ништо, нема ни за човек ни кафе ја се напие,
Македонско село затворија. Си отиде, се затвори, се останато. Јас велам тука, да, фали кај нас таква стратегија. Имав јас неколку пати состаноци, кога веќе одиме ние за самите водичи. Малку е вкивен, еве ќе кажам да се ги спаса. Имаме две поставки. Едната е доле Свети Спас, едната е поставката за Гоце Делчев. Која многу малце искористена. Многу малце, значи, тука имаме воспоставено час, мислам, час по историја, едукација. Младите деца, ученици, ностоп доаѓаат, се наплаќаат разни, викам, не, пуштете ги, да нема некои малверзации, не сака да се. Слободно влезете, часот е доле. Јас тоа велам понекогаш, не ги внесувате доле во Свети Спас, тие се ученици мали. Секако својата Одете возраст историјата. Јас ги носев, ги оставив сега во автомобил, она сеќаваме ние за Гоце Делчев од нашата станова. Носи една моштите која беше во, значи, отпечатена од нашата станова. За нашата, бившата од конзервативски центар, тогаш од работените. Значи, сето тоа го имаше за промоција. Го имаме ние во тој дел. Значи, меѓутоа, самиот наш менталитет, склоп, не знаат во Скопје кај е Свети Спас. Па не, сакав да дополнам, Скопје со доста населени луѓе од Македонија. Јас сум длабоко уверена дека 90% од нив не знаат ни каде е Свети Спас, нити знаат дека има музеј на Гоце Делчев. Знаат за гробницата и тоа е што го виделе на фотографии или на нешто. Меѓутоа јас велам, на веб страната и сето тоа стои, значи ученици веќе доаѓаат од цела Македонија. Верувам. Значи си доаѓаат и посети. И треба да доаѓаат. И доаѓаат, значи тука им еве го да кажеме и се она што имаме да кажеме некои гратеси и се делат. И треба. Так, ајде не ја плаќаме, ќе се подели на наставниците да имат они час. Доаѓа и војска, доаѓаат и ученици од средна школа. Значи не велам, значи знаат, а не може да ми кажат дека не знаат кога тука секоја делегација на највисоко ниво од цел свет полага венец гробот на Гоце Делчев. Има една случка со Никола Становски, Сојуз на борците, 100 годишен, колку се напълни 101 година. Вика, ностоп ме движат, ностоп ме носат, полагам свеќе, а никогаш, вика, не сум видел поставка на Гоце Делчев. Имам еден куп слики со него, како му кажа се останат. Значи, тоа се случува. Така да, јас велам, дали од самите луѓе што не сака да погледат, доаѓаат, значи, кога доаѓа 4. мај и се истории февруар, како доаѓа 4. Луѓе, поставка на Гоце Делчев. Имаше тука една на областно табло, го имаше иконостасот. Што ме фаќа јас со водичите, имав со, ајде били некој состанок, па затоа што беше со нив, знаете како се делува бедно. Сега ќе бидам малку, како да кажам, кивен. Не можеш ти, не смем спомнувам имиња, да ми стоиш вака и со шеширчето ти дават бакшиш. Викам, внесете ги во Свети Спас, ти го чуваш надвор и ќе седнеш на клупите, а викам, тука е установа. Значи, тука е установа. И ти ќе каеш, ќе ги чуваш на самиот на она областно табло, имаше стоеше голема, да кажеме, голем фануват на иконостасот доле. И тука ги чува 20 луѓе, колку луѓе независно и се објаснува за иконостасот. Знаете што направив јас? Го извадив тоа, ставив Гоце Делчев. Така, сега ќе лезете и го имам Гоце Делчев. Сликат. Затоа што одма асоциација доаѓа дека тука има поставка за Гоце Делчев. Јас. Ке ме тужил. Сам небулозни нешто, така? Зашто? Така да и водичите малку тука треба да си направат. Мој следен гостин е... Знам, имав состанок закажано заедно, уште кога имав мандатот. Не беше, он не се, ајде пушти Надан Донаска, мислам дека, да, Надан Донаска. Кај нас е проблемот со водичите. Со незе, значи закон да се донесе, значи закон, многу има, нека сакам да кажам, диви имат лиценци. Немаат. А не е само проблемот лиценцата, не може водич да биде специјалиста за се. Не може. Имам моја школска колешка од факултет, Виолета Тимова. Да. Он има полагано, не знам каде во Холандија или не знам каде има за лиценца, за туризам 5 комисија.
Кај нас се даваат. Се останато. Друго, кај нас е нерегулирано во службите, доаѓаат водичи од другите земји кои ја кажуваат својата версија на приказната. Тоа не сме. Сега сега нешто ќе ви кажам јас. Јас имав и писмо, доставено допис, за тоа што ми беше, да кажеме, понекоја смачено, кажано човечки, мислам, општо, да некој си ја кажува својата вистина. Значи, викам, застанете, имаме тука, ако на годините имаше само еден водич, сега имаме 2 водича и 2 наплатувачи за билети. Значи, водичот ќе биде овдека до вас, ќе ве слуша, доколку сакате вие да им кажете. За шпанците кога доаѓаат водичи, кога се шпанските водичи се феноменални. Кога италијанските се феноменални, оние буквално кажуваат. Ја гледам овие некои останати се некем да не видам кој, што си кажуваат, нели, својот тек. Значи, тука треба да прати нашиот водич што кажува, како кажува. Значи, за тоа и они тука се бунеа, чекај што? Значи, застани. Значи, не може ти да си кажеш што сакаш. Апсолутно. Значи, за тоа е нашиот водич. Во нивните држави тоа не е дозволено. Не, јас велам да. Меѓутоа, може има едно момче, многу јако носи ностоп, тоа исто од Полска. Буквално, се запозна со него, значи... Тоа е фино момче. Одлично момче, ја не знам, пошто знам полски, не сум полски државјани, не е битно како и да е. Меѓутоа, феноменално. Значи, има луѓе што си почитуваат, има луѓе ќе седнат, па ќе ме погледнат, па ги чуваат ван. Викам, можете само со водич. И не кем тука да ми питачите, луѓе. Значи, да се донесе нека такса, да се воведе туристичка, да се воведе се останато, да си ги имате земјата. Па вие се, викам, никој нема фискална. Капате ќе ја пусти вамо и ќе ги остават кај мене од кафанчињата, онија кебапчињата што јадат у која кафанче, таа и таа цена ги им ги делат, тука ќе ги остават. Тога фали, мислам, законска регулатива јака. Многу ние имаме работи кои не се регулира никако треба и мислам дека, пак ќе кажам, длабоко сум уверена дека Македонија може да живее од туризам. Може, и така. И дека е за пофалба, дека постојано расте бројот на луѓе кои доаѓаат, дека маркетингот ни е слаб, брендирањето ни е слабо. Вие се уште, Македонија, ако ги прашате, голем дел од странците немаат ориентација каде е точно државата Македонија. Ние не сме направиле на тоа поле многу за да едноставно тоа не биде некоја дилема. Ај сега нешто ќе ви кажам. кажам. Да не кажам уште, само се извинувам, дека низ цел свет има многу места кои носат име Македонија по Библијата и тоа се луѓе и потенцијални наши гости кои може да си ја дојдат да ја видат земјата по чие име го носат. Јасно. Сега нешто ќе ви кажам за мене. Јас сум единствен во Македонија со мојот гимназиски другар Скипи, Владо, што сме однеле група од Македонија 100 години изложба Ван Гог. Тоа никој податок, тоа го знае само холандска амбасада. Меѓу нив беше Ана Темкова, Шемов, постариот, беше доктор Балазанов, постариот, и ја цела ликовна академија. Тоа беше некаде 90 и која година, сам не се сеќавам. 100 години Ван Гог, каде што сите дела на Ван Гог беа на исто место во музејот. Значи, околу 100 и нешто патници имав, значи студенти, имав овде од ликовна академија, однесено. Имаше и сајми на годините, се сеќавате вие, во Белград, во Скопје, секаде се патуваше. Имаше, нели, понуда и се уште такви сајми постојат. Меѓутоа, она што не сака да финансират и што велам јас наместо да оние лендови наши да се промоција да ги имаме, ние одиме за промоција за поголем месап низ цел свет. Па еве ќе кажам, ние имаме во музеот слика од Пикасо, која не е од време на време изслужуваат, од кога е поставен музеот, дали 2-3 пати ја имале можност да се види. Во Остен галеријата се исто цртежите од Пикасо. Ја верувам дека 99% туристи што ќе дојдат немаат поима дека тоа го имаме, а дека на други изложби на Пикасо се чекало со редици за да се имаме музеј, чуваат во депо. Да. Тоа е исто така да не спомнам мене ми е мило што почитуваната Дита Старлова, значи она е феноменална, значи така допринесува за
презентации или мислам на спознавање на сите акви настани за сликарски дела, мислам знаете и сами, се бил. Значи секој чест за во тој дел. Значи нема, она секогаш изложува, меѓутоа да, музеот на современа уметност МСУ фали тие дела да ги изложува, да има константна поставка. Пикасо е Пикасо. Па Джексон Полок е Джексон Полок, значи Апсолутно. да не кажувам сега, мислам сите знаеме кои се тие што ги имаме таму слики. Да се направи некоја, да речеме, градација, па да се почне. Овој месец е изложено тоа. Толку се дела по клонети, најголем дел од нашите граѓани, да не речам другите туристи, и не ги ни знаат ни кои се, ни што се. Меѓутоа, ако се направи оваа година се делата на, не знам, од таа и таа земја, па се направи следниот дел на познати сликари кои на вистина по светот би биле. Чифтавам тоа ги има. Понова ќе спомена почитуваната Дита Сарва, за тоа не внимава секогаш, независно кој да е, како да е, од која земја доаѓа, има изложби и попатно ги има, да кажеме, и нашите, нели, сите останали што се. Апсолутно се сложувам со вас, меѓутоа пак ќе кажам, ние мислам дека недоволно се користиме за презентирање на она што го имаме. Недоволно вложуваме во тоа да луѓето ја осознаат Македонија во сите нејзини вистински вредности. Пак сме ние кабајат. Уште како студент бев низ копување на Скопското на Скупи. Да. Таа се копа колку 5 децении, 6 децении. Имаме некој конечен видлив нешто, некој дел. Уште факултет кога одевме, професор Миколчич, така натака се останат, независно се останат, затоа што учевме ние од луѓе што беа на факултет, кај што беше Петковски ми беше професор. Скупи и сега не можете да го посетите ако сакате. Еве сега колку пати сум бил, значи одевме таму, гледав, значи севтични беше, одев со Купи, со Мире Велчовски, со тие таму што беа, поставен зид, да, па има са некои тужби, па не. Апсолутно не. Како и да е, што и да е, значи да, фали промоција, значи фали закон да се донесе, значи мора да ве стават вас во некоја, како и да е, велам, во некој тим, затоа што и како многу знаете во тој дел, и ги има уште повеќе како вас, мислам повеќе. Ај Василка си го води свој дел, меѓутоа вие сте баш буквално во оној дел што знаете и имате познавање, сада можеби сад човек да не споредам со никога, меѓутоа сте, ве гледам, ве почитам и се останато во... Јас цел свој живот сум го работела туризмот со намера да им го покажам на странците она што го имаме во Македонија. И секогаш тешко ми паѓа кога знам кои ни се можностите, а едноставно немаме ни делче од тоа како да профункционираме како што треба. Немаме многу. Еве го сега ми остана дома, начекав, имав една за старата Скопска чаршија. Да. Од Балаван, Коста Балаван. Значи ние аплициравме, меѓутоа некако не беше согласено со сумата тајмингот, кој ќе аплицираше, имавме као наводно со нека донација од француска амбасада и така беше нешто, меѓутоа викам не ни беше саглам тоа, значи малку финанси, значи немате колку тираж, колку слики, лектор. Значи не беше баш саглам финансиите и така не пропадна и жал ми е со почитуваната ајде помлада колешка која ми беше сега Елизабета, нели сега филмска Димитровска. Значи почитуване тоа ми спомна мене, спомена да слуши да направиме да извадиме брошура за Скопска чаршија. Ја видов еднашот од Коста Балаван, ма таа е од 60 која година или 70 која година, што да не ви кажам. Или не се сеќавам од која година. Меѓутоа, познавајќи дека ние аплицираме и сега не биде дупло, некој да не помисли еве ги сега овие поново аплицираат, а мислам дека ќе беше нејзиниот предлог да го прифатам, ќе чинеше може многу, дали ќе ни дадеа финансии, пошто таму се аплицира во посебна дејност, во издавачка дејност. Па значи во издавачка дејност знаете како што е, колку се. И сега ќе ви кажат вие сте за ова, а фали публикации, има некој друг што тоа може да го издаде, има кој може да го издаде и публикации. Јас имам снимано доста разговори во старата чаршија и често кажувам дека еве луѓето доживеав да кога зборував за караваните и камилите,
дека луѓето се чудеа дека Гледам, да, на меѓутоа, Битпазар. тоа е многу лесно изводливо. Направете една фигура од Камила, нека стои во еден од дановите, едноставно приказната само од Ги себе има ќе во се... нашиот ходник, мислам во нашиот во установата, ги има значи седота она па ги имаме и тука ги гледаме сега што се споделени. Значи еве ги во дефинитивно дел. и кај аквадуктот ги имало се сликале. Ги има, да, ги видовте, така, ги има секаде. Друга сеќавање што го имам за разговор за Евлија Челебија, кој доста пишувал за Македонија и чија книга не е преведена на... Не е, за жал. За жал и немаме издание. Ние не можевме да ја најдеме улицата Евлија Челебија за... Да. Добро, тоа, да. Тоа тепка, мислам, ја знам, добро, не е битна ли како и да. Секако, меѓутоа, за обичен човек таа треба да е пристапна и таа си има своја приказна. Значи, не може, недозволиво е Евлија Челебија да му дадеш сокаче. Апсолутно. А не е битно која улица сада, не сакам да омаловажам било што, да им му дадеш поголемо значење. Евлија Челебија се Евлија Челебија. Како за Михајловиќ, градоначалникот, која исто така има проблем да ја најдам. Апсолутно. Мислам дека тој човек човек заслужен за Скопје. И ден денеска објекти и среденост на Скопје, благодарение на него, не заслужува една таква улица која исто така нема никаде табла дека се вика. За табли штета е, значи имавме обележувањето на Скопска чаршија, тоа ги имав убава соработка со од Офтина чар, меѓутоа сега не ме фаќате да збор, не знам дали од кој нешто дали беше што болен, имав соработка одлично со нив. Меѓутоа има еден дел каде што, ајде, еве го лошиот. Значи, има законски основи за градење. Имате ЗК, имаше постапки, имате проекти, имате се останато. Додека тоа го немате, не може да почнете. Значи, немојте, ве молам, ти да ја дигнеш на 2 ката, колку сакаш дигни го објектот, ќе го бутнеш, че први пефтинијата те бутне, ќе дојдеш за легализација. Значи, не знам ако некој ти давал на нас за легализација, сега не може. До катот ти е до толку. Како да е? Значи, ни фали развој на туризмот, мислам промоција, ни фали. Пак ја споменам Васил Кевија, со вас, сам сепак сега почиту чест, ги имаме толку. Поготово за Скопје. Жално е, за жал. За жал имаме уште 2 минути за разговор. Како и да е. Јас би ви се заблагодарила за убавиот разговор и можноста да на некој начин им представиме на гледачите барем дел од она што го имаме, а може би многу минамалци го знаат. Ги поканувам да ги посетат тие места. Секако. Сега, мене ми е, дали може да укажам дека она што имаме, да кажеме, некои нејасноти за аквадуктот. Да. Нејаснотијата за тоа што некаде наоѓаме по Википедија и многу нешта овие портали, дека е делот е паднат 63-та. Википедија не смета многу. 63-та. Во овој дел го има дека е го бутнала војската. Стои. Некоја си вежба. Значи и тоа не е точно. Да, била во склоп на касарната, меѓутоа војската го бутнала, ама тука бил сменат текот на самата селава. Да поминува од тука биле тие двата столба, тука е бутнато и сега да тече низ Гази Баба за тоа што имало тамо тоалети, овие, кажете ги, полски. Канализацијата. Дефинитивно информација за аквадуктот во форма на книгичка, на проспект. Немаме, за жал. Немаме. Ние немаме ни означување како да стигнете до... Тоа засебно. А ќе ви кажам кога имаше некои случаеви, значи, не умесно да кажам. Тоа што не знаат бивши на институции да не знае кај аквадуктот. Верувам. И викам, ајде, да не должиме понатаму, не би сакал во тој дел да одиме на сокат. Јас се надевам дека емисијата на оние што ја следеа им овозможи да дознаат некои работи кои можеби не ги знаат, пак ја кажам, ги повикувам да ги посетат местата, да ги видат. И дека дефинитивно сум убедена дека и Скопје и Македонија има што да покаже и може да живее од туризм. Пак ќе кажеме, тоа може, значи дека ќе купи билет, ќе купи сувенир, ќе се напие кафе таму, дека е тоа нешто што функционира како такво и дека дава надеж дека може да биде одржливо за идните генерации. И уште нешто, билетите, посети на двете места
Свети Спас и поставка за Гоце Делчев. За странци е 120 денара. За студенти е 50 денара. Не, за домашни гости, студенти е поевтино. Значи, за наши гости е 50 или 60 денара. Двете поставки ги гледате за 60 денара. Со водиш да ви објасни. Значи, а секаде знаеме кои се цените во свет. Како и да е, мило ми е што учествуваш. Јас се надевам дека ќе имаме можност за некој понатамошен Апсолутно, да, разговор, имаме многу теми заеднички, многу што сме кимни на многу нешта. Значи, како не боли. Ама тоа е тоа. Завршено. Како и да е. Како да, има, а да не ви кажа, ме фаќа, ја секогаш понекогаш пуштам, павите со тепувачка, читате.